Еве на пример го имаме ние Мицковски, кој што сега е фатен помеѓу, да речеме, не сме тој да ги антагонизира, да речеме, дипломатските односи што ги има изградено. Поставени, така? Да, а се истовремено не сме да ги антагонизира ни народот кој што во апсолутно мнозинство е против таквите дипломатски односи. И сега имаме ситуација кај што Мицковски, значи Бојко Борисов го прашува Мицковски и му вика, не знам, што мислиш ти за Северна Македонија и за договорот? И со тој дава некоја апсолутно небулозна изјава кај што вика, ако е нешто добро ние го поддржуваме, ако е нешто лошо ние не го поддржуваме. И сега многу луѓе викат, па што сакате да се степа, да му речи ваков таков. Значи ништо то народот не бара. Значи еве на пример ако јас би формулирал што е то нешто што Мицковски може или било кој, не мора Мицковски, било кој политичар што може да му го каже на Бојко Борисов, кога Бојко Борисов ќе му се искези, што мислиш ти за Северна Македонија и за договорот, може да му речиш, ако навистина политичарот мисли дека во тој договор не е 100% лош, туку има да речеме 2% добро, тогаш тој политичар би рекол вака: види, ние мислиме дека во тој договор има убави работи, како на пример, не знам, таму пруга, муга, економска поддршка ова она, ама истовремено мислиме дека некои битни работи, како името на државата, како проблематизирањето на историјата, проблематизирањето на јазикот и културата се апсолутно неприфатливи моментално за македонскиот народ и апсолутно мора да има начин тие да се надминат. И сега ако е Бојко Борисов политичар, тој не може да речи не, ние уствари сакаме да го уништиме македонскиот народ. Ме разбираш? Значи има начин ти да не бидеш дипломатски простак, а истовремено она што го зборувавме претходно, дека можеш малце да покажеш непопустивост, малце кичма да покажеш.